Согласно член 38 став 5 од деловникот на Советот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за финансии и буџетот на Советот на општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Прва точка. Годишен план за вработување за 2027 година во Основно училиште Елпида Караманди Битола. Втора точка. Годишен план за вработување за 2027 година во Општинско основно училиште Крсте Петков Мистриков село Бистрица Битола. Трета точка. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на објектот Е24 полигон од страна на испитните центри КЈП низ соградба Битола. Четврта точка. Решение за давање согласност на одлука за линеарно зголемување на платите во МЈП Пела Линк во нето износ од 1667 денари согласно службен весник број 63 од 2026 година. Кој е за вака предложение од дневен ред? Три гласа за, против и воздржани нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на првата точка. Годишен план за вработување за 2027 година во Основно училиште Елпида Караманди Битола. Представник, повелете, кај шо има микрофон. Кај шо има микрофон, негде седнете тука. Здраво. За годишниот план за 2027 година немаме нови вработувања, бидејќи немаме пензионирање. Се со нула. Прашање дали има некој? Толку нема. Ви благодарам. Втора точка. Годишен план за вработување за 2027 година во Основно училиште Крсте Петков Мистриков село Бистрица Битола. Представник, повелете. Во Основно училиште Крсте Петков Мистриков Бистрица има вкупно вработени административни службеници и помошно-технички лица 23, од кои 20 административни Како? И 21 помошно-технички лица. За следната 2027 година планирани се 3 пензионирања, од кои 20 хигиеничари и 1 хаусмајстор и планирани се исто толку вработувања. 3. 3 значи вработување. Да, 3 пензионирања и 3 вработувања. Добро. Дали има прашања? Толку нема. Минуваме на точка број 3. Решение за давање согласност на одлука за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на објектот Е24 полигон од страна на испитните центри КЈП низ соградба Битола. Директорот е тука, повели. Добар ден на сите. Вака, значи досега полигонот го користеше испитниот центар. Предходниот корисник го користеше за некаде 800 денари, символична цена, бидејќи тој го имаше изградено. Со новиот конкурс, цената на Совет ја подигнавме на 6000 денари заедно со ДДВ, но сега има измени во законот, во службен весник број 72. Не ме фаќајте точно, имате таму во материјалите и кога е донесен. Со подзаконски акт на Министерството за внатрешни работи е дефинирано точно надоместокот за користење на полигонот. Цената беше максимална 300 денари плюс ДДВ, ние ја направивме 300 денари со ДДВ. Имат обврска, значи со договорот кој што го има испитниот центар со нискоградба склучено, ќе направиме анекс во кој ќе се редефинира плаќањето на доместокот кон нискоградба и тој ќе изнесува 300 денари со ДДВ, така што тие ќе имат обврска согласно бројот на кандидати кои што го користат полигонот за полагање нас да ни плаќаат на доместок. Тоа е тоа. Благодарам. Дали има прашања? Толку нема, преминуваме на точка број 4. Решение за давање согласност на одлука за линеарно зголемување на платите во МЈП Пела Линк Битола во износ од 1667 денари, согласно службен весник број 63 од 2026 година. Представник? Добро, доколку не е дадена директорката, нема точката да се разгледува и до седница на Совет, доколку не се појави директорката, истата ќе биде тргната од дневен ред. Одиме согласување на првите 3 точки.
прва точка годишен план за вработување за 2027 година во Основно училиште Елпида Караванди Битола. Три за, против нема, двајца воздржани. Констатирам дека првата точка е усвоена. Втора точка. Годишен план за вработување за 2027 година во Основно училиште Крсте Петков Мистриков Бистрица, село Бистрица Битола. 3 за, против нема, двајца воздржани. Констатирам дека втората точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на трета точка. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на објектот Т24 полигон од страна на испитните центри КЈП со градба Битола. 3 за, против нема, двајца воздржани. Констатирам дека третата точка од дневниот ред е усвоена. Со оглед на тоа што дека сите точки од дневниот ред се исцрпени, благодарам на сите за присуството.